Иако сме навлезени во работниот ден, некој работи, а некој се рекреира како дел од неговата работа. Ако не знаете како да се опуштате после работната недела, нашиот гостин ќе ви помогне околу тоа. Ќе зборуваме за стилот на живење и за тоа како се снаоѓа во улогата на татко. Едната половина од другото ДНК DJ Панчо е наш денешен гостин во Живот со стил. Мислам дека небото ми дава добар знак. Не си крила да бидеш моја вила. Ти си моја муза, баш ти ми даваш сила. Панчо ми е најдобар ученик, најодговорен, никогаш не касни. Играв и кошарка долго време, играв во Америка, имав исти стипендија, ама прекинав со тоа. Зашто мислам дека се звезди, нема звезди кај нас. Као ти кажам, живеам у стан од 70 квадрати, а имам пиштоло, има да ги ограбиме, тега. 200.000 јас си идам. 1, 2, 3, можеме да почнеме со онаа детоксикација на нашиот организам после празнични атмосфери, празничен амбиент. Одиме на прошетка до водно. Здраво, DJ Панчо, среќна нова 2012 година, ја испративме онаа стара. И време е да помислиме на убави работи на живот со стил, на тоа дека живееме здраво, се храниме здраво и изгледаме како што изгледаме тренди какви секогаш. Добре дојде во емисијата Живот со стил. Добре, најдов, фала на поканата, поздрав до сите гледачи, верувам дека ќе им го задржиме вниманието. Овој пат јас сум за прв пат гостин, верувам не и последен, али емисијата по 100 пат викам дека ќе е страшно добра, браво. А колку сте редовен на тренинзите, кажи ми, колку време посветуваш на здравиот начин на живење? С оглед на тоа што секогаш имаме многу врски, буквално многу врски, и сите најголемата грешка е на сите луѓе што викаат дека ај немам време, не можам да стигнам. Ако времето се испланира како што треба, за све има време. Јас идам 5 пати во теретана, односно правам 6 тренинзи во 5 дена. Во неколку твои интервјуа прочитав дека сакаш здраво да се храниш. Колку сам знаеш тоа да го подготвиш и кажи ми што подразбираш под здрав живот? Едноставно тоа што јас практикувам да го јадам се доста работи кои не се пржени, кои се повеќе варени или печени, кои не содржат шекери, не содржат многу сол, не дека ја не знам да каснам благо и такви работи, како што реков. Едноставно тие работи кои треба да ги правам за јас, да можам да ги конзумирам, не се така едноставни. Моето најомилено јадење што е басамати оризот кој можам да го изедам у огромни количини. Значи тоа се чисти јаглехидрати кои ти даваат енергија, едноставно те прават да се осеќаш убаво бидејќи нема многу маснотија. А предписаните се плодови кои спаѓаат во здрави грицки може да ви помогнат да ги регулирате ratните тегоби, па дури да изгубите некој килограм. Ако сакате здраво срце, грицкајте лешници. Лешниците се богати со здрави масни киселини и се еден од најбогатите природни извори на витаминот Е. Освен тоа, содржат влакна, калциум, магнезиум, цинк, полна киселина и биотин, кој го стимулира срцето и го чува неговото здравје. Кикириките навистина се означени како висококалорични производи, но мастите, протеините и влакната кои ги содржат кикириките може да ви помогнат да го намалите вашиот апетит. Научниците од Хартвард докажаат дека луѓето кои често ги јадат, полесно слабеат и ја одржуваат саканата тежина. Бадемите се идеален оброк за диабетичари и други луѓе кои мораат да водат сметка за шеќерот во крвта. Богати се со магнезиум кој има важна улога во регулирањето на нивото на шеќер во крвта, има низок гликемински индекс. И за крај, фастаците содржат повеќе калиум отколку бананите. А ако ги консумирате во мерена количина, може да ви помогнат да го намалите крвниот притисок. Меѓутоа, поради изголемиот процент на калиум, не се препорачуваат на луѓето со заболени бубрези. Она е поопасна од секој динамит. Она е ракета, она е баш сателит. Во секој град на светот да станува хит. Да може да ја има себе дали Бред Пит. А за тоа колку е редовен вежбач во фитнес центарот Александр Палас Панчо, ќе зборуваме и со неговиот личен тренер, еден од најпознатите бодибилдери и заштитно лице на Калифорнија Фитнес, тоа е Мирко Петровски. Здраво, Мирко. Здраво. Како е со Панчо денеска тренингот и кажи ми колку често доаѓа, колку бара помош од тебе? Па
Прво да кажам, Панчо ми е многу драг пријател, покрај тоа што за мене е одличен тренер. Панчо ми е најдобар ученик, најодговорен, никогаш не касни и секогаш се храни правилно, ствари го живе она што јас го наметнувам, го живеете стил. Мирко, што правиме сега? Кои вежби ги препорачуваш најчесто на Панчо? Па со Панчо... За висина немаме справа. Немаме справа за висина. Инаку, со Панчо вежбаме буквално оној фитнес рекреативно. Мада он, можам слободно да кажем дека вежба многу повеќе се придржава како од повеќето професионалци во Македонија. Тоа е истина. Вежбаме по фитнес тренинг, значи кружни методи, претежно повеќе со аеробни вежби и некогаш ќе му наметнам и со килажи да вежба, иако тој не го сака. Кажи ми, оние други афинитети и страсти кон спортот, дали, например, и скијаш, сакаш лето, сакаш зима? Ја, со оглед на тоа што завршив физкултурно и цел живот се бавам со спорт, може да кажам, и со малски спортови нонстоп. Играв и кошарка долго време, играв во Америка, имав исти стипендија, ама прекинав со тоа, кога се вратив и едноставно мислам дека 4-5 години не тренирав воопшто ништо, се здебелив, имав проблеми, мислам, не здравствени, него едноставно се осеќаш многу помучно, броеви, имунитетот ти паѓа и такви работи, и од кога го најдов Мирко, и кога низ ред други муавети, полека ме внесе во теретана, вежбав на друго место предходно, каде мој добар пријател се вика Јовче. Може да и него ми кажеш треба да го снимаш, он е на своји скоро 50 на години, изгледа феноменално. И едноставно ми стана пасија. И мислам дека и кога сум бил болен, и кога легнуваме после настапи во 4 во 5, станувам за да дојдам да извежбам, некогаш и ми е тешко, некогаш и не е окей тоа, да се префорсираш, ама едноставно го имам тоа зацртено и, како што реков и преска во карактерот ми е тоа, кога ќе решам нешто да го постигнам, дека сакам и го постигнувам. Ме прашаш со други спортови дали се занимавам, да скијав. Купив оваа година комплетна опрема, мислам ланската, и оваа година се надевам дека ќе отидам. Тоа е како велосипед да водиш и мислам дека не се заборава воопшто. За оние кои што скијат и кои што се уште не се упатени на познатите зимски ски центри, ќе им препорачаме Живот со цел препорачува Саломон скијачка опрема, па ќе се вратиме назад со интервјуто DJ Панчо. По што ќе ја паметиш 2011 година? Па што за мене 2011 беше една од најубавите години и на личен и на професионален план. Во 2011... Кој имате оној јубилеен концерт околу 10 години на ДНК? Тоа е по кој дефинитивно ќе ја памтам 2011 година. Исто така по нашиот огромен концерт кој не ни верував дека толку добар ќе испадне. Да не звучам нескромно, ама стварно беше феноменално. Ја бев запрепастен кога ги видов снимките и како луѓето реагирале, едноставно речев дека стварно треба да продолжиме со работи, дека луѓето не сакаат и дека немаме никаков проблем со тоа, само да бидеме честни како што треба.
и искрени во тоа што го правиме и луѓето познаваат тие што не се Така, искрени. сметаш ли дека не ти создава некогаш проблем тоа што си искрен кон сите луѓе? А си човек без влакна на јазикот, дефинитивно. Да, ама и тоа е, знаеш, ја, ако мислам дека си ме приметила и ти у неколку наши интервјуа, ако нешто не ми се допаѓа, зашто да го правам тоа вештачки, кога стварно не ми се допаѓа, може да се најде солуција да испадне и мене да ми се допадне и тебе да ми се допадне. Ако некого за нешто мислам дека не чини и нема зашто да го лажам, ако не ми се свија рецимо твојот капут, а твојот капут е преубав, ќе ти кажам, ако ме прашаш нормално ја. Благодарение на Пикокс кој што се погрижија за мојот изглед. Фала ти, Панчо. Пикокс. Така. Со среќа, Панчо, да се го возиш новиот автомобил. Фала да си купиш поубав или да ти дадат поубав. Така, убаво ја започна 2012 година. Кажам, негде 10 години постоење на страната. Кажи ми во кој период си се почувствувал најпопуларен? Како дуо ДНК, можеби како DJ Панчо? Знаеш како, ја во принцип на тие прашања многу се смеам и на нашите колеги. Популарен у Македонија? Дај, не ме јеби. Па се гледаме нонстоп на кафе, можеме да јадеме на исти места, купуваме на исти места или нас ни даваат нашите спонзори, искачаме на исти места, некојаш викаат VIP влез ова. Кој VIP влез, бре? Секакви Дали имаме звезди? Ма кои звезди? Нема звезди. Луѓето и нашата естрада и затоа луѓето не може да успеат зашто мислат дека се звезди. Нема звезди кај нас. А ја кога сум се осетил најпопуларен. Ќе ми одговориш на прашањето? Да, ќе ти одговорам, сум се осетил најпопуларен. Можеме на некој настап, на некоја песна. Па не, кога поминувам на патари, некој ми викаат: Панчо, ајде, шибај, разбираш? Да, и 30 денари ќе заштедам. Глеј, не ќе да звучам клише како и сите, ама дефинитивно треба да бидат многу искрени со самите себе и да се вистинските оние кои се. Не може ја да глумам да носам, не знам, саат Breitling кој кошта 50.000 евра, не можам да си го дозволам тоа. Ќе ми се смеат луѓето. Разбираш, не можам да земам кредит да возам не знам каков автомобил, а живеам уште живеам со мајка, знаеш. Така. И едноставно ја како да ти кажам, живеам у стан од 70 квадрати. Пак те повторам, животот е еднаш се живее и све што се случува не можеш никогаш да го вратиш, затоа мора да го искористиме секој момент да го зборам не она клише, демек живее го секој ден како да ти е последен. Да, тоа стои, ама тоа што го живееш го со многу ентузијазам и прави го оваа емисија ја снимам од срце, ја сакам да ја снимам емисија. Како беше живеете во сегашниот момент, она што било поминало, што ќе биде не знаеме, затоа нека сега ни биде убаво. Мора да биде убаво, зашто сите што живеат во минатото живеат во своите гробови. Не можеш да го вратиш ништо, тоа што го снимавме пред малце не може никогаш да го повториме исто да биде. Кажи ми, Панчо, колку обрнуваш внимание на сигурноста на домот, твојот дом, на семејството? Колку си безбеден? Безбеден во смисло на што? Како јавна личност. Па, најбезбеден. Јас ќе ги препорачам Перпетуум мобиле, те чуваат и дење и ноќе безбедно во твојот дом. Ајде да го видиме разговорот со вистинска заштита и дење и ноќе со Перпетуум мобиле, па ќе одиме на следната локација со DJ Панчо, каде што ќе снима спот. Добро, ти? Да представим прво фирмата Перпетуум мобиле, датира од 94 година, каде што почнала со обезбедување на автомобили, вградување на аларми на автомобили. Негде 97 се преориентира на домашни системи, вградување на алармни системи за објекти. Фирмата е целосно екипирана, како што поседува техника, поседува и обезбедување со физичко присуство на луѓе, така да една целина се прави како готов производ према нашите клиенти. Така, месечен пакет 999 денари, како што стои во рекламата и дење и ноќе вечуваат Перпетуум, па ајде нешто повеќе околу тој пакет со подарок аларм, со бесплатна инсталација и монтажа, ќе можете нашите гледачи да проследат неколку инцерти како
тоа се одвива, каква е постапката околу монтирањето на алармните системи? Така, вистина е дека работиме и ноќи и дење, тоа е и нашиот слоган. Значи, нашите екипи се 24 часа на терен. Промовираме еден нов пакет, за буквално символична цена од 999 денари, каде што може да си дозволат сите граѓани на Република Македонија. Во тој пакет добиваат буквално бесплатен систем, комплетен со алармна централа, сензори, инсталација, монтажа, патролно обезбедување на месечно ниво и сметаме дека ќе се доближиме до граѓаните и ќе излеземе во сусрет и ќе ги решиме нивните проблеми од делот на безбедност. Сега нашите гледачи ги интересира како и каде да се поставуваат алармните системи. Значи, алармните системи претежно се монтираат на објекти, а тоа може да бидат станови, куќи, канцеларии, маркети, банки, трговски центри и така натаму и така натаму. Монтажата е релативно лесна, брза, многу чиста, без оштетување на постојните делови. Пред се работи за стручен тим. А кога е физичкото обезбедување во прашање, тука е задолжен Ненад. Кај Ненад ќе испромовираме уште еден интересен пакет, тоа е безбеден трансфер или транспорт на дневен промет во било кое време од денот, нели да не ризикувате и само за 199 денари дневно. Ајде малку околу овој пакет да ги запознаеме нашите гледачи. Пред се здраво, како што кажа колегата Виден, со оглед на лошата ситуација, кризно време, светска криза, невработеност, криминалот во последно време зазема голем пораст во Републиката. Во големи рамки кои не се бираат средства и методи како да се дојде до лесни и брзи пари. Затоа нашата агенција за обезбедување, за да им помогне и излезе во пресред на граѓаните, нуди пакет за безбеден транспорт на дневен промет за мали и средни предпријатија, во зависност од висината на прометот со кој располага едно предпријатие за цена од 199 денари. И сосема за крај ќе нагласиме дека сите информации можат нашите гледачи да ги добијат на веб страната на Перпетум Мобиле, perpetummobile.mk. Ќе ви се заблагодарам воедно за убавиот разговор и убава порака што оставивме на целата публика овде во Македонија. Како во секоја емисија, така и ова ги разубавуваме нашите гледачи. Наш денешен гостин е Елена од Скопје. Во денешната емисија имаме модел кој што реши да ја врати незината природна коса во природната боја. Денес се решивме да ставиме боја која што е на природна база, без амоњак. Ќе го одредиме незиниот природен тон, таа е на некоја петка основа, нешто измеѓу 4 и 5. Со тоа што должината е прилично светла, врвовите се и до некоја 8 природен тон. Семиколор ќе го врати сјајот на влакното, воедно ќе постигне боја која што ќе биде идентична на самиот корен. Can't stay on the tracks. Discipline is what we lack. But you ain't stopping me again. Don't know if you understand. You made me jump. I have to have in Hollywood. Go, nowhere to go. Little girl abandoned, left me stranded, and now I'm on my own. Feels so fake, but looks so real. Think the devil made the deal, brought us here. How does it feel to know you so young? So shame on me, shame on me. I believe it was so easy. No one sees you're so pleased to put the blame on me. It's all on me. Lost my way, I've come unhinged. No one's friend, I'm on the fringe. I'm on the edge and tipping it. You tell me not to meddle if there is no end to settle.
Резултатот што го добивме е една чиста нијанса, топла боја која што одговара и на незините очи и на незиниот тен. Значи добивме квалитетно влакно, сјајно влакно. Значи за бојата, значи безпрекорна боја од почетокот до самиот корен. Доста сјајна коса и мислам дека треба да се држиш до ова нијанса на боја. Значи плавите нијанси, мислам дека превештачки изглед ќе ти дадат. I can't stay on the tracks. Discipline is what we lack. Како вторчекор, соодветна шминка заедно со декоративната козметика Babor. Don't know if you understand. You made me jump. I have to laugh in Hollywood. Nowhere to go. Little girl abandoned, left me stranded, and now I'm on my own. Feel so fake, but look so real. Play the devil, made the deal. Brought us here. How does it feel to know you so? You're so. Shame on me, shame on me. I believe it was so easy. No one sees. You're so pleased to put the blame on me. It's all on me. Lost my way, I've come unhinged. No one's when I'm on the fringe. I'm on the edge and tipping. И повторно млада девојка која сака да истекне својата убавина со декоративната козметика на Babor во Центарот за убавина Афродита С. Кај неја користевме цела постапка и цела шема на Babor, од кои почнавме со самата подлога, завршивме со надополнување на усни. Значи за неја ќе ја препорачам сејат за усни, за домашна нега, па сега Елена ќе каже како и се допаѓа незе шминката. Навистина воодушевена сум, фантастично. Препорачувам на сите гледачи да се пријават и да видат што знаат они да им покажат. Ќе зборуваме за музиката, за животот со стил, заедно со DJ Панчо, заедно со нашите пријатели Тезоро. Јас морам да ги поздравам. Ова е една од ретките продавници или единствената овде во Скопје, која што наликува на европските продавници токму со овој уникатен Футуристички накид. изглед. Така, дијаманти и злато. Ајде да Дијаманти? влеземе во Тезоро. Ја имам пиштоло, има да ги ограбиме сега. Одиме со Панчо во дефинитивно најубавата продавница за накид, која што наликува на европските продавници за накид и ќе му откриеме на гледачите, на публиката, на ДНК, дека тука ќе снимаме видеоспот за... Така е, за една ствар заедничка со Маја Создановска, се вика Диско џунгла и ова баш така свети убаво. Ама ја ќе ви откријам, мисли дека ќе работам као продавач тука. Да? Да. Кога мене би ме прашала, јас би се одлучила за ова печатлива огрлица. Колку Може што би самите гледачи да видат колку е грациозна. Како ти се допаѓа ова? А тоа е, ти си супер, Една јас од идам, пошто најпараните. многу кошта, 200.000, јас идам. Не, супер. Ке се да говориме околу цената, како ти се допаѓа? Па, супер. И кога е во прашање, нели, оној уникатен скапоцен накид, дефинитивно Il Bernardo е мојот избор. Види колку е впечатливо и Се колку... разбираш, јас везенјам и ќе морам да научам. Ке те научиме овде. Пред да стигнеме до веренички прстен, еве ти одличен предлог и за рачен часовник. Ова е веќе женски. Јас уште еднаш ќе ги поздравам нашите пријатели Тезоро, навистина уникатен накид овде. Панче, кога сме кај веренички прстен, може сега да ја одбереш на Маја. Кажи ми, која е вистината за тебе за Маја? Имаше Директно, во едно бам, бам. интервју, да, дека минатата година изјави ќе станам татко, но ќе си останам ерген. Да, Дали па се и уште стоиш се уште позади? сум, да, гледаш, немам прстени, немам чуда. Да, Но, еве, да, има тука сме има, примамливи. реков, ако се решам и кога ќе се решам, значи, дефинитивно мојот избор ќе биде овој, нема да прашам за цена, кој ми се свиѓа, нага ќе биде ова ми свиѓа, бам, и колку кошта толку. И ексклузивно ни кажавте некој парче, ни откривте нели детали што ќе се случува во видеоспотот.
А што се случува овде во Тезоро, што може да најдете, ќе ни каже Маја, бидете во живот со Бог. И пред да се вратиме на интервјуто со Панчо, морам да ја прашам Маја, во што се разликува Тезоро од другите продавници за накид, Маја? Првиот момент кој што сакавме да го постигнеме во Тезоро е секој купувач кога ќе влезе да се почувствува како да влегува во продавниците за ексклузивен накид во европските метрополи. И тоа значеше најнапред многу вложување во интериерот и изгледот на Тезоро, а потоа и во обуката и односот на вработените кон клиентите. Исто така, Тезоро се разликува и по ексклузивниот дизајн на накитот, кој е дизајниран од познати италијански дизајнери, по навистина големиот избор на дизајнирани парчиња од бело, жолто злато, розово злато, темно злато и на крај најважно по квалитетот и луксузниот изглед на дијамантскиот накид. Кој е најактуелното, најдоброто, најубавото парче овде во Тезоро? Како што веќе напомена, во Тезоро нудиме накид од злато со и без скапоцени камења, па разбирливо дека најскапиот и највреден накид е накидот со дијаманти. И сега, Маја, кажи ми за која клиентела е наменет накидот овој уникатен, гламурозен во Тезоро? Знаете дека дури во еден картие влегуваат различни луѓе кои согласно со нивните можности сакаат и бараат да купат нешто потпишано од тој бренд. Тезоро го има истиот концепт и се обидува да обезбеди разновидност за сечи джеб. Сега овде може да купите накид од детски златен накид, може да се купи бурми, веренички прстени, модерен накид и часовници за младите и деловни луѓе и вреден накид за обележување на посебни настани. Значи, добре дојдени се сите и како и до сега, тука сме ние да им помогнеме сите да го најдат соодветниот производ за себе. Кои се поголеми купувачи, мажите или жените? Кој почесто доаѓа за накид? А знаете, сите викаат да жените повеќе купуваат, меѓутоа јас морам да кажам подеднакво. Дури многу често се случува и да дојдат заедно, да одберат некој производ и да си го купат како подарок. Че нема правило мажи-жени, подеднакво купуваат сите. Не импровизирајте. Со Перпетуу мобиле обезбедување, вашиот дом ќе биде безбеден како навистина да сте постојано дома. Пакети за обезбедување на вашиот дом од 999 денари месечно. Подарок аларм и бесплатна инсталација и монтажа. Перпетуу мобиле обезбедување. И дење и ноќе. Подарокот значи повеќе од љубов. Значи дека знаеме дека животот е убав. И знаеме дека со нашата љубов ќе биде поубав. Нема поголем подарок од тоа дека нашата љубов ќе биде заштитена до крај со животната полиса на Винер Лайф. Животот е убав со Винер животна полиса. Во центарот на Маврово, во центарот на вниманието, Хотел Алпина. Со 23 модерно опремени соби ви нуди комфорт, задоволство и релаксација. Одлични услови за семинари и состаноци. Пријатни и опуштени моменти. Хотел Алпина, Маврово. Не е ретко верувањето дека девојките се тие кои чувствуваат притисок да се омажат и да имаат деца. Но вистина е дека и мажите го чувствуваат тоа, иако не секогаш од исти причини како нивните партнерки. Кај жените притисокот често е поврзан со биолошкиот часовник, односно со тоа дека по неколку години таа повеќе нема да може да раѓа. А да не спомнуваме дека растењето од дете физички полесно ќе биде на помлада отколку на постара мајка. Мажите тој притисок го чувствуваат поретко, а со тоа помалку е познат податокот дека макар за мажот постои шанса да зачне дете во кој било период од животот, шансата за зачнување како и за зачнување здраво дете со годините се намалува. Притисокот што го чувствуваат мажите е поинаков. Од една страна, ним може да им биде забавно да бидат последни од пријателите кои се уште не се даваат, но од друга страна тука и стравото тоа дека со текот на времето нема да бидат толку привлечни и оти девојките помалку ќе се интересираат за нив.
Ако до некои години не се венчаат и не формираат свое семејство, може да им се случи кришом да стравуваат дека нешто не чини со нив. Сите нивни пријатели се ожениле, добиле деца, само ним тоа не им успеало. Накусо не е вистина дека само жените чувствуваат притисок да се венчаат, го чувствуваат и мажите. Друго е прашањето кој во колкава мера ќе им подлегне на притисоците од тој вид, но нив ги чувствуваат и двата пола. Кажи ми, колку ти се промени животот откако стана татко на малиот Андреја? Реков дека може сум поемотивен, ама и кога ќе одземам раце баш знам за кого живеам и дека има нешто што е мое. И ќе те поздравам со пораката од ДНК за ова 2012 година, на кратко агендата која што подготвувате за вашата публика. Снимаме сега спот, значи Диско џунгла со Маја Сездановска во март, за 8 март за денот на жената поклонуваме, благодарам однапред во преработка со Гаровци, браќата Тавитијан со делови од концертот. Томато продукција кој што го снима одлично ќе го измонтираат тој спектакл. Веднаш потоа крај на мај излага една песна од Лазар Цветковски Авион и во септември пуштаме уште една нумера кој уште не сме одлучиле која, имаме неколку, кој ќе одлучиме ќе знаеме, битно тоа ќе биде на почеток на септември и 29 септември, уште од сега е договорен универзална сала, ДНК, Unplugged верзија, камерен оркестар, нашиот бенд кој свиреше на овој голем концерт што се случи минатата година со мали измени и нормално ќе има гости кои ќе бидат многу несекојдневни и ќе бидат интересни, бидејќи не сте ги слушнале да пеат таква музика како нашата, ќе биде одличен спој. Ви посакувам многу среќа во 2012 година да ми го поздравиш малиот Андреја и големиот Андреја или другата половина од така поубавата половина. Од дуото ДНК. Ние ќе се јавиме од тука и многу успех во 2012 година и драго ми беше. Мене ми беше уште подраго, гледате лајфстайл, имате одлична емисија, имате одлична водителка, спремна, врв. Ми се допадна емисија, иако ја снимавме скоро цел ден. Едва чекам да ја гледам, ве сака Диджи Шорти Пејке Панчо. Ве сака и вашата водителка, а она ќе се одија и пошто е она домаќин. Фала ти многу. Неделен совет за среќа. Среќата е како бакнеш. Морате да ја споделите за да уживате во неа. Ова беше се од емисијата Живот со стил. Ве поздравувам од продавницата Сенакиќ Тезоро и во контекст на зимските ниски температури ви најавувам вистинска зимска идила веќе наредната емисија. Ке се облечеме топло и одиме сите на скијање заедно. Чао!